Почитувани гледачи, добре дојавте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Епинал иницираше следба за соработка со КРИБ. Планинарот Битола почина при слегување од неолица. Живејте правилно за да не умирате од срце. Амбиенталниот воздух на дневен ред. Годишниот планинарот Битола почина вчера при слегување од врвот неолица на Баба планина. Други планинари кои го придружувале раскажуваат дека битолчанецот се онесвестил на ливада во близина на планинското село Брусник. Маја Богоевска. 67 годишен планинарот Битола почина вчера при слегувањето од врвот неолица на Баба планина. Петар Ставрев, кој го придружувал, раскажува дека тој се онесвестил на ливада во близина на планинското село Брусник. Претходно Петар Ставрев се качил сам на неолица на врвот кај крстот. Таму дојде Митре Марковски, потоа ни се приклучи Никола Јашмаков. Поседовме малку, по негова иницијатива тргнавме кај Бабин Зап. Од Бабин Зап слеговме долу кај пештерата, го заминавме селото Брусник и тргнавме низ ливадите да слегуваме за Битола. Беше негде околу 17 часот и баш по пато разговаравме дека убаво си поминавме. По телефон тој разговараше со внучето кога ќе се врати. И во еден момент, секунда падна во една ливада, се обидовме со Митре да му дајме помош и залудно беше. Теренот беше непристапен, сијалици немавме. Некаде до 22 часот останав таму 5 сати со него го чував, а Митре слезе долу по помош и некаде кај 22 сатот прво на раце го однесовме до джипот, од джипот го извадовме на патот, дојде погребалната кола и го крена. Се случувало околу 17 часот. Не знаеле кој е местото, а освен семејството ги известили и полицијата и медицинските служби. Подоцна дојде син му Иванчо и кажа дека имал срцеви проблеми. Јас него неколку пати го среќавав горе на планина, сам одеше, и јас сам одев, и ќе му рече, вај да слегваме двајца заедно, не идеше, си одеше сам. И така да, и не може, ние, например, не се качувавме на тешко, туку на слегување, скоро на завршување на дено. Никакви знаци не даваше дека нешто му е проблем, дека некоја тешкотија има, ако бевме в село, ќе побаравме брза помош, не пројави ништо, баш беше фино расположен, убав ден. Неолица е едно од популарните места каде пешачат и битолчани, а честа дестинација е и за планинарите. Простите, почитувани гледачи, заради техничките проблеми со претходниот прилог. За тоа како да се грижиме за срцето, денеска на градското шеталиште трка на 200 ученици од битолските училишта. Здраво срце, здрава околина е мотото под кое се одбележува 29 септември светскиот ден на срцето. Најчести ризик фактори, како што велат докторите за кардиоваскуларни заболувања, се холестеролот, крвниот притисок и шеќерот во крвта. Здравата околина, она што не обкружува, значи дека ние можеме во секој момент да преземеме секакви активности. Самите од себе кога ќе почнеме уште од местото на живење, од местото на работење, од училиштето. Местото на живење да намалиме седењето пред телевизор, пред компјутер, да го ограничиме на 1 до 2 сати. Потоа, начин на исхрана, па да си приготвиме самите и храна, отколку да конзумираме брза храна, која е нездрава храна и рачунаме, затоа што има премно количество на масти, на шеќери, на јаглен хидрати, кои се па штетни врз здравјето на луѓето. Да си дозволиме да одиме пешки на работа или со точак место со кола, значи тоа се они основни. На работните места па да посветиме внимание да се движиме во слободното време, значи кога е паузата, да искористиме да активно се движиме. Во училиштата битно е да му се овозможи на физичката култура да се развие, значи децата да знаат дека движењето и физичката активност е многу битни за здравјето на срцето. Така ќе имаме подолг и поздрав живот. Во денешно време децата се повеќе се пред компјутери отколку физички активни, затоа лекарите велат дека здравите навики мора да бидат воспоставени од мали нозе. Одбележувањето на светскиот ден на срцето се организира и во соработка на општина Битола. Девојчиња 100 машки, по 50 6 и 7 и 8 и 9 одделение. И како што гледате, имавме и скромни награди. Ова е сето
само за одбележување и укажување на она што е најважното, здравието на луѓето. Знаете дека има повеќе причини и начини како тоа да се сочува. Во секој случај, една од најважните работи во животот на секој човек е спортувањето. Се разбира дека за тоа треба да има услови, но треба и одлична организација и треба само иницијатива. Општина Битола ги поддржува сите вакви активности и се разбира ги почитуваме сите сугестии, размислувања и насоки кои што ги даваат луѓето од здравството. Инаку 59% од смртните случаи во Македонија отпаѓаат на кардиоваскуларните заболувања. Лани од 19.000 починати, 11.000 биле поради болести на циркулаторниот систем. СВР Битола во акцијска контрола за брзината и присуството на алкохол. Во акцијската контрола за брзина вкупно контролирани 182 возила, при што се констатирани 52 пречекорувања на брзината, издадени вкупно 28 покани за наплата на глоба, 15 платни налози и писмено предупредени 4 возачи. За време на акцијската контрола работено и на останати прекршоци од областа на сообраќајот и се превземени вкупно уште 14 мерки. Во акцијската контрола за управување под дејство на алкохол вкупно контролирани 124 возачи, извршени 105 алкотестирања, при што е утврдено присуство на алкохол кај 15 возачи. 15 возачи исклучени од сообраќај и издадени 15 платни налози. Вози безбедно, вози со врзан појас е акцијата која битолската полиција денеска ја спроведе на терен. Ова е дел од владината кампања "Почитувај ги правилата, почитувај го животот". Воедно, при сопирање на возачите, се делат и флаери, на кои флаери пишува "Вози безбедно, вози со врзан појас". Значи, ова кампања е претежно за носење на сигурности појаси. Целна група, значи сите возачи учесници во сообраќајот на патиштата. Исто така, секторот за внатрешни работи Битола спроведува воспитно-едукативна акција на помладата популација, односно кај преводеленците и кај големата група на деца во градинките. За таа цел, секторот за внатрешни работи Битола спроведува едукативни кампањи по сите училишта. Значи, за прводеленците кампањата е во тек во сите училишта до крајот на септември, а во почетокот на октомври, се до завршетокот на октомври ќе имаме кампања по сите градинки да ги запознаеме децата за основните правила и прописи во сообраќајот, како да се движат во сообраќајот и како да ги почитуваат правилата и прописите од мали нозе. Училиштата и градинките нормално работат, штрајкот на сонг во мирување. Родителите кои беа соочени со казни, децата и општините кои мораа да најдат заменици наставници се спаси од притисокот, откако работата на училиштата продолжува. Инаку еден ден пред штрајкот, раководството на сонг по средбата со министерот за образование соопшти дека го одложува штрајкот и дека остава простор за преговори со ресорното министерство. Учениците не останаа на улица. Темата е позната. Медицинското училиште се соочи со проблем. За годинава го решија, за до година директорката со порака до 9 оделенците. Учете повеќе за да не дојдеме во ситуација Министерството да не дозволи намалување на поените. Во моментот од 100 деца кои што имаа поднесено пријави за во медицинското училиште, заради добивање на документот согласност од страна на Министерството за намалување на поените, значи поените кои што беа побарани од страна на училиштето, ние го добивме само она кое што го побаравме уште на 26 август, а тоа е намалување до 50 поени во 3 смера и до 45 поени во смерот очна оптика. Значи, со таквиот гест, сите деца, буквално сите деца, бидејќи беа направени претходни анализи, како се со успех децата кои што се пријавени, буквално сите деца влегоа во училиштето, така да сега се одвива нормална настава. Денес малку е пусто, бидејќи има екскурзија сите ученици, така да не можете да ги видите. Меѓутоа, сите деца, значи, благодарејќи му на акцијата на градоначалникот на општината и свеста која што ја покажа и родителите, бидејќи мирно, значи, без некакви попречувања на настава,
поставата, го бара она што релативно не им беше дадено до знаење. Меѓутоа, по пати на вашиот медиум, сакам да им порачам на сегашните фактички 9 одделенци добро да вложат во своето учење, бидејќи може би идната година нема да бидеме во прилика, значи со цел да го зголемиме квалитетот на учениците кои доаѓаат во оваа струка и со цел повеќе да учат, може би нема да успееме да ги намалиме поените, затоа максимално да се посветат на своите обврски и колку што можат повеќе поени да имаат во при наредната година при уписите. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Брзо возење и алкохол во крвта, акцијска контрола на битолската полиција. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Темата со загадениот воздух денеска повторно на дневен ред. Општинската комисија се сретна со представници од Министерството за животна средина. Добија препораки кои треба да се следат за воздухот во Битола да биде поквалитетен. Оливера Михајловска. Денеска Комисијата за заштита на животната средина, членови на консултативното тело и други загрижени граѓани за моменталната состојба со амбиенталниот воздух одржаа средба со представници од Министерството за заштита на животната средина. Имавме еден добар разговор и укажувања каде се проблемите, што треба да правиме, како да постапуваме во иднина, како да соработуваме во иднина. Така да мислам дека средбата беше многу корисна, посебно за комисијата и за телото консултативно. Консултативното тело ќе донеси заклучоци, ќе ја продолжиме седницата која минатиот пат ја прекинавме на заклучоците и денешните укажувања и сознанија од Министерството ќе ги ставиме во контекст на, како да кажам, следење на амбиенталниот воздух. Краткорочно и со долгорочни мерки. Од мониторинг центарот при Министерството ја пофалија Битола како град кој има ваква комисија. Потоа сакам да кажам дека ние во Министерството, препознавајќи ги проблемите со животна средина, не само во воздухот, значи редовно во сите наши проекти ги вклучуваме локалните самоуправи, а Битола беше избрана токму како општина со проблем со поголемо аерозагадување, избрана во твининг проектот за заштита на воздухот, во која што се изработи програма за заштита на воздухот во Битола, во која што се дадени препораки и мерки кои се однесуваат на краток, среден и долг рок. Препораки има и сите ние треба да ги почитуваме и применуваме, додава Ѓорѓева, не да се чека само на Министерството, вели таа. Една многу добра изрека од американски град кој е доста загаден, во кој што се вели, вика, ние не можеме да ја смениме топографијата. Значи, го имаме Пелистер овде, во Скопје го имаме водно, не можеме да ја смениме метеорологијата. Во зимскиот период имаме денови без ветер, без помрдување, меѓутоа можеме да делуваме на намалувањето на загадувањето. Тоа е едната порака, а втората би сакала да кажам во однос на Европскиот акционен план за заштита на животната средина, кој е до 2020 година, во кој чиј наслов е да живееме подобро во границите на нашата планета, значи во лимитите што она ги има. Значи секој од нас треба да се погрижи за подобро живење. Заради финансии, мерната станица која функционира не е во можност да биде поправена, додека втората која подолго време не работи, нема да се стави во функција бидејќи скоро исти резултати покажувала со Битола 1. Во продолжение на Актуел остануваме на оваа тема за амбиенталниот воздух, за тоа како воздух се дише во Битола. Ќе разговараме со Светлана Ѓорѓева, раководител на Македонскиот информативен центар за животна средина во рамките на Министерството. Добре дојдовте во Битола и во Актуел на Тера. Добро ве нашли. Каков е воздухот во Битола? Па денеска доста добар. Денеска добар. Мерните инструменти што покажуваат?
Мените инструменти денес покажува дека воздухот е во границите на дозволените, максимално дозволените. Иако ни работи само една станица. Точно, работи само една станица, меѓутоа искуството покажа во годините кога работеа двете станици, дека покажуваат многу слични, сосема идентични практично резултати за квалитетот на воздухот и од финансиски причини морам да кажам, значи едната станица е затворена, меѓутоа верувајте дека и оваа една ја дава состојбата со квалитетот на воздухот во Битола. Овие три блиц прашања како за добре дојде, сега малку по детално околу темата. Денеска сте во Битола, бевте на комисијата за амбиентален воздух, што се формираше во рамките на Советот на општина Битола, нели побара на вака или онака, на разноразни начини. Што таму дискутиравте, донесовте ли некакви заклучоци? Да, јас најпрвим би сакала да кажам дека е одлична иницијативата за формирање на комисија. Комисијата е составена од повеќе разни представници од повеќе разни чинители, значи го имате и здравството, имате невладен сектор, имате од повеќе институции, така да таа комисија ќе дојде многу како помош на општината во решавањето на проблемите за загадување на воздухот. Денес бевме присутни и ние, значи на нивната седница, од аспект да појасниме околу двете мониторинг станици, зошто не работи едната, кажав причината, која е, значи максимално се трудиме од Министерството да набавиме резервни делови за поправка на инструментите. И Адеми кога беше министер во тоа министерство, така велеше, ќе собереме пари, ќе се најдат, ќе се сервисира, меѓутоа еве се уште немаме. Точно. Мене толку ли е скапо тоа? Како раководител на овој дел, значи од сите овие 16 години го водам мониторингот на квалитет на воздух, од самите почетоци, од јапонската помош, значи започна целата процедура, планот за поставување на станиците низ Републиката и првите 4 станици беа поставени во Скопје од јапонската влада, а понатаму продолживме со проекти од Европската унија преку ФАРЕ, КАРЦ, ИПА програмите. Значи и дојдовме до оваа бројка на 17 станици. Тие се доста скапи станици, значи со многу специфични инструменти кои бараат редовно сервисирање и одржување. За жал, економската ситуација ја знаеме сите каква е и некако се обидуваме како министерство да направиме покриеност на цела Македонија со станиците колку можеме. Значи годинава имавме јавна набавка за резервни делови, поправивме 16 инструменти, поставени се низ станиците во Македонија, така да се надеваме дека веднаш на почетокот на 2015 ова можам некако да го ветам дека приоритет ќе има и станицата во Битола да се поправи, да се стави во функција, но повторно ќе нагласам дека ситуацијата... И со една се може? Не со една се може, да. Се може и со една, сигурно, 2 и 3. Бидејќи така нековте, нели, слични податоци дават, иако едната е во центарот на Битола, другата во индустријскиот дел. Даваат слични податоци, кажуваат во кој период од годината е зголемено загадувањето. Алармантна ли е состојбата и во кој период од годината? Алармантна е има алармантни денови, значи јас многу на интересна мисла кажувам, секогаш некаде ја прочитав, вели не можеме да ја менуваме топографијата. Значи, градовите ни се тука каде што ни се, Скопје, Битола, Тетово се... И дел од индустријските капацитети се таму каде што се... Не можеме да ја менуваме метеорологијата. Значи, не можеме да речеме, сега овој ветер нема да дојде или ќе се подигне маглата или така, не можеме. Меѓутоа, можеме да делуваме на намалување на загадувањето секако и правиме големи напори во однос на донесување на законска регулатива. Она може би делува некогаш банално, меѓутоа, навистина почетоците треба да бидат тие. И можам да кажам... 1 април го заборавивме, и се пролонгираше рокот. За големите загадувачи. Да, за големите. Добро, јас сакав малце и генерално да фатиме сликата во однос на целокупната кафе директива која се однесува на чистиот воздух во Европа.
целосно транспонирана во нашето законодавство, во Законот за квалитет на воздух, изготвени се 17 правилника кои ја дорегулираат областа, сега останува потешкиот дел имплементацијата. И да видиме кои се оние што го загадуваат воздухот во Битола, нели во одредени ситуации, вие ги читате таму параметрите, PM10 частичките, азот, јаглероден. Така. Значи најголемиот дел дебатата во градот е, значи кој го загадува воздухот. Да, и тука ќе ви објаснам, меѓутоа морам да кажам треба да се дополни и кој го загадува воздухот и што можеме сите ние да направиме да го намалиме загадувањето. Да користиме јавен превоз, од централно ниво до да. Апсолутно да ја подигнеме прво јавната свест дека секој од нас е чинител во загадувањето. Дека мора владата, централното ниво да почне со мерките, со начините на со изготвување на разните стратегии кои сме ги направили. Апсолутно. Видете, например, Мексико за 20 години успеа да го намали загадувањето и да дојде во некои нормални граници. На почеток имале еден ден во годината, како и ние сега, без автомобилна работа. Па спуштиле на еднаш месечно, сега имат еднаш неделно акција ден во неделата без автомобили. Битола е мал град. Битола е релативно равен град. Значи, користењето на велосипед, изградбата на инфраструктурата за велосипеди треба да се промовира, да се подигне свеста. Да, веќе прават велосипедски патеки. Патеки, така. Ама велат како битолчани да ги натераме, односно да им кажеме дека треба со велосипед да стигнат на работното место или на кафе на Широксто, дека не со автомобил. А не со автомобил. И не со автомобил, па сам во автомобил. Кои само на тој ден се качуваат на велосипед. Да, добро. Ајде да видиме што е она што го загадува воздухот. Значи, она што го загадува воздухот е дефинитивно, значи Битола има среќа да го има рек покрај себе, значи во непосредна близина. Ама и некои билат среќа ружа на ветрови кои која го одведува, загадувањето го носат во соседна Грција. Големиот дел, да, држи. Големиот дел од загадувањето оди кај соседите, но со промена на правецот на ветер, бидејќи тоа се случува, загадувањето од загадувач во регион. Загадувањето и од Грција може да дојде. Исто. Да. Што се оние помали индустријски капацитети, дом Лијана Поповска често вели, ама треба да ги пронајдеме и оние поситните и помалите кои исто така загадуваат. Апсолутно, значи затоа и се делат загадувачите на оние со А интегрирани дозволи кои ги дава Министерството, тоа се над 100, околу 130 големи загадувачи во Македонија. Помалите со Б дозволи се веќе спуштени на локалната самоуправа и дозволите за нивно работење ги дава локалната, а има и останати. Тие останати се производство на бели пецива, скари и така натака. Значи, и тие треба да се контролираат. Значи, редовен еден надзор, контрола над таквите капацитети. При урбанизацијата, значи, мора да се внимава дефинитивно, да се сите стандарди при ненабивање на објектите, јавните зелени површини дефинитивно треба да ги зголемиме. Копенхаген има една многу убава стратегија за до 2020 во која што вели секој жител на Копенхаген ќе има 5 минути од својот дом до зелена површина. Значи треба да почнеме. А сега доаѓа зима која ќе се запалат печките. И сега треба да видиме, да, значи решение за градот Битола би било нормално централно грејење и тоа на газ, тоа би било идеално и тоа мислам дека се размислува, дека е во една понапредна фаза тој проект. Меѓутоа знаете дека сите работи во животната средина, средувањето на работите е интегрирано, мора повеќе чинители, е долг процес и чини пари. Една граѓанска иницијатива тргна од тука, потоа нели паралелно имаме и конституирање на ова тело во рамките на Советот на општина Битола. Верувате ли дека ќе направат и едните и другите нешта? Верувам, затоа што имаме една, да кажам, нагорна линија. Пред 3 години Министерството оформи интерсекторска работна група за воздух, во која што се 11 институции вклучени од експертски аспект, кои донесоа мерки, краткорочни, среднорочни и долгорочни, кои треба да се спроведат и кои владата ги усвои. Минатата година владата врз основа на сите овие размислувања и стратегии што ги имаме, оформи Комитет за здравје и животна средина, кој сега веќе многу активно работи и донесува, значи, своји заклучоци, препораки и слично. Сега,
И овој значи орган формиран во рамките на општината апсолутно ќе допринесе, значи веќе се појавуваат конекциите на интерсекторско заедничко работење, што е многу битно во овој сегмент. И само на крај, ако направиме листа од топ 4, Скопје, Тетово, Кичево или Битола, кој е прв? Верувајте, Скопје дефинитивно мислам. Тетово покажува по параметрите, меѓутоа тамо морам да кажам дека станицата беше добро избрана локацијата, меѓутоа веднаш до неа после неколку години се изгради спортска сала и сега нема доволно простор, има специјални услови кои треба да се исполнат за да мери правилно, па се многу високи резултатите. Според тие резултати сега Тетово е најзагадено, меѓутоа страшно многу влијае, значи изголемениот број на жители кои се спуштаат во градовите, зголемениот број на возила, староста на возилата. Значи, не знам дали треба да кажеме кој е загаден. Загадени се. Може би поарно е така, да не кажуваме топ 1, 2, 3. Благодарам за гостувањето во Актуел и се гледаме во друга прилика. Може би која ќе стигне сервисерите да ја сервисираат втора станицата. Секако. Благодарам. Ние продолжуваме понатаму со останатите теми, останете со нас. Шеесетиседумгодишен планинар од Битола почина вчера при слегувањето од врвот Неолица на Баба Планина. Планинарите раскажуваат дека битолчанецот се онесвестил на ливада во близина на Брусник. Штрајкот на просветарите ставен во мирување, вака одлучи независниот синдикат за образование, наука и СОНГ по средбата со министерот Атеми. Во раните утрински часови во трговскиот центар во Штип избувна голем пожар. Огнените јазици ги зафатија 90% од тезгите, пошто целото место личи на пепелна депонија. Јавна дискусија за уставните амандмани денеска во Собранието на Македонија. Досега се одржаа неколку јавни расправи за нацрт амандманите, чиј предлагач е владата. Во Будва, Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија и Босна и Турција ќе стават подпис на договорот со кој ќе се воспостават единични цени за роаминг, а кои ќе бидат усогласени со роаминг регулативата на Европската комисија. Урната 20-метарската статуа на Владимир Илич Ленин на плоштадот на Слободата во Харков. Инцидентот се случил по проукраинскиот марш на илјадници граѓани. Со што најчесто стигнувате до работното место? Беше анкетното прашање на нашиот портал за изминатата недела, еве ги вашите одговори. Дури 60% од вас се изјаснија за прекин. За пешки, со автомобил 14%, за со такси, рекоа 12%, со автобус 8%, а со велосипед 6%. На tera.mk е новото анкетно прашање, посетете го. Ослободете се од електричниот и електронскиот отпад на правилен начин. Битолската дом почна кампања. Ги известуваме граѓаните на општина Битола дека во наредниот период од 29.9.2014 година до 4.10.2014 ќе се организира акција за собирање на електричен и електронски отпад, а учество во оваа акција заедуја локалната самоуправа и ни обезбедија за соодветен транспорт представници од јавното предпријатие Комуналец, односно комунална хигиена на општина Битола. Ги замолуваме граѓаните што имат непотребни материи дома од видот на електричен и електронски отпад да ги донесат на пунктот што се наоѓа кај јав. Стопанската комора од градот Ханија, кој се наоѓа на Крит, Грција, викендот беа во Битола на средба со тукашната стопанска комора. Како организатори домаќин на средбата беше хотелот Епинал.
Викендова организација на хотелот Епинал се одржа средба на која неофицијално се запознаа градовите Ханија на Крит и Битола. Хотелот Епинал беше домакин на средбата меѓу двете стопански комори на Битола и Ханија, а целта беше нивно запознавање, како и презентирање на потенцијалот на Битола пред гостите од Крит. Средбата е почеток на економската соработка меѓу двата града, велат од хотелот Епинал. Претходно делегација од Епинал беше во посета на Крит, каде ги поканија да дојдат во Битола. Гостите од Крит беа задоволни од посетата и видоа можности и потенцијал кои не го очекувале, а средбата ја оценија како позитивно искуство. Тие не биле многу запознати со Македонија и Битола, но затоа пак тука нашле добра можност за индивидуални и групни патувања. Српска делегација во посета на општина Новац. Темите на средбата, Првата светска војна и ИПА програмите на Европската унија. Градоначалникот на општина Новац Лазар Котевски викендов беше домакин на висока српска делегација предводена од српскиот конзул Силјан Мицевски. На средбата делегацијата беше запозната со основните карактеристики на општината, а беа договорени и насоките за понатамошно делување и соработка, особено во делот на заштитата на културно-историското наследство од Првата светска војна. Тие разговараа за одбележување на 100 годишнината од Првата светска војна, за спомен Костурницата и другите остатоци кои се наоѓаат во општина Новаци, како и за изградба на пристапниот пат кој планираат да го реконструираат со средства од ИПА програмата за кои ќе аплицираат заедно со грчката општина Алмопија. Република Србија е многу заинтересирана за обновување на светите историски места и нивно доближување до помладите генерации со цел поголема достапност за оддавање соодветна почит за дадената жртва во воениот период, посочи делегацијата од Република Србија и дополнија дека оспособувањето на тој пристапен пат до спомен Костурницата е од големо емотивно значење и за српскиот народ. Општина Новаци беше вклучена во испраќањето помош до граѓаните на Србија кои беа погодени од поплавите, за што делегацијата на градоначалникот му врачи благодарница. Урната функционална, а во исто време и опасна. Станува збор за една канделабра на градското шеталиште во Битола. Наш гледач ни испрати две фотографии на кои очигледно дека е урната и прекршена на половина, функционална, оти дава светлина, но опасна, оти таа се напојува со електрична енергија. Ни напиша дека 3 дена лежела на плочките на пешачката зона. Еве што донесува светот на Актуел. Бомбардирала во Сирија, семејството се откажало од ќерката пилот. И за други светски вести по кусата пауза, останете со нас. Легендарните Чоканче по повеќе годишна пауза со концерт во Битола. Љубителите на класичната музика уживаа во концертот на Ристе Велков и Јанинка Невчева. Да помогнеме сите заедно да пронајдеме дом за овие 3 пресладки кученца. Јапонската група Пирамидос ја преработија песната Брала мома капини. Семејство се откажа од првата жена пилот која учествува во воздушните напади на Сирија. Светот пред неколку дена беше информиран дека во воздушните напади на позициите на Исламската држава во Сирија учествува и мајор Маријам Ал-Мансуури, првата жена пилот во Обединетите Арапски Емирати. Таа од својот авион F-16 во неколку наврати ги бомбардирала џихадистите во Сирија, пошто стана еден вид звезда во западните медиуми, но незиното семејство се откажа од неа. Бела вдовица обучува жени камикази за Исламска држава. Саманта Лютајт е 30-годишна британка од Ајлесбор, која последниве 2,5 години ги поминала во бегство од законот. Таа е поврзана со терористички акти во Источна Африка. Мајка е на 4 деца и сопруга на едниот од камиказите во нападите во метрото во Лондон, кој воедно е обвинет за планирање на бомбашки напади во Кенија од 2011 година. Парадата на гордоста во Белград личеше на прошетка во гето. Сепак, самото нејзино одржување е показател дека во Србија и малцинските заедници може да говорат за своите проблеми. Парадата на гордоста сепак беше одржана во Белград, но останува впечатокот дека целиот настан беше организиран со едноставна намера да се одржи по секоја цена. На учесниците на парадата им беше оставена куса релација за прошетка од неколку стотици метри, коментира Дојче Веле.
10.000 демонстранти излегоа на улиците на Хонг Конг, ги зазедоа централните делови на градот и практично кампуваат пред зградата на владата, затворени се сите училишта и банки. Причината за протестите е незадоволството со промените во политичкиот систем, според кои на Хонг Конг се дозволуваат непосредни избори, ама само за оние кандидати кои претходно ќе ги одобри Пекинг. Протестите започнаа како студентски, но понедела дена добија на интензитет, откако им се приклучија и многу други граѓани незадоволни од промените. Војниците во Јапонија успеале од пепелта на вулканот западно од Токио да извлечат 13 лица. Акцијата за спасување е стопирана откако вулканот повторно почна да isfrла пепел со отровни гасови. Спасувачите вчера пронајдоа 27 планинари, од кои 4 загинаа. Потрагата по 19 планинари во тек. Во акцијата учествуваат најмалку 1200 војници и пожарникари. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно.